се е поврзано. Ако ние историјата гледаме како еден след што се развива, значи мора да направиме ние анализа како. Што викаш ти, мажот бил тој главата на семејството, кога мажот станал главата на семејството, бидејќи ние знаеме дека претходно се живеело во матриархални општества, кога не постоела приватната сопственост. И кога не постоела приватната сопственост, еднакви биле луѓето. А кога се појавила приватната сопственост, тогаш се појавила потребата дека некој треба некого да води. И тогаш таа улога не се дава на мажите и на тој начин уствари се создава и самата држава преку буквално насилството и експлоатацијата. И исто така полицијата се појавува и војската како апарати на тоа насилство. И се ова што го викаше што барат повеќе полиција. Значи се бара повеќе присилен апарат од државата од една страна, а од друга страна па и во денешницата истите тие организации и ние мислам еве јас работам со жртви на секаков вид на насилство, кога ќе се обратиш во полицијата тебе не те услужува како што треба. И сега ти бараш повеќе луѓе исти такви што нема те услушат. Еве и во случајот на оваа жена сега што е жртва на семејно насилство, што почина и во претходни случаи имало постапки каде што жените неколку пати пријавувале, но полицијата не реагирала. Барањата за полиција се непотребни. Тоа би одело во корист само на да се зголеми целата контрола и апарат на државата врз нас.